Добар ден! Следува емисијата Гарден клуб Градини. Следете не. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Почитувани гледачи, денес во нашата рубрика Растение за нашата градина ќе ви представиме едно растение кое е се попопуларно во нашите градини, а се работи за разните видови на пицеи. Бидејќи постојат многу видови од родот пицеа, во денешното издание ќе ви представиме неколку од нив. Пицеа оморика. Оваа елка најбрзо расте од сите видови на елки, во висина до 20 метри. Круната е тенка, конусна, со хоризонтално поставени гранки со подкренати нагоре врвови. Инаку е иглес четинар со темно-зелена боја, сјајна, од долната страна бела, остра, долга 1 до 2 см. Годишниот прираст во висина е 35 см, а во ширина 15 см. Не бара плодна почва, но не поднесува збити почви. Поднесува сенка, но подобро се развива на сончеви места. Бара влажен воздух, но не поднесува застојна влага и издржлива е на мраз. Кога се сади, треба претходно да се направи дренажа. Во сушниот период од годината се препорачува дополнително полевање и прскање на круната во вечерните часови. Во првата година после посадувањето во пролет треба да се заштити од сонцето. Кога се користи како жива ограда, се прави големо кроење, после кое растението многу се згуснува. Нејзин најголем декоративен квалитет е висока и тенка круна со убави шишарки и убав четинар. Пицеа пунгенс. Четинарско дрво со висина 20 до 35 метри со конусна круна. Живее 600 до 800 години. Иглес четинар со должина на игличките од 2 до 3 см. Неговата боја варира од темно-зелена до светло-сина и сребреста. Расте бавно. Не бара многу плодни почви, добро расте и на влажни почви и на суви песочни и каменести почви. Сака светло, издржлива е на суша и на мраз. Се одликува по височината и убавината. Се препорачува да се сади во група, но може да се користи и за кроени огради. Пицеа абиес акрокона. Четинарско дрво со 2 до 3 метри висина, диаметарот на круната 2 до 4 метри и е со широка конусна форма. Карактеристично за ова растение се големите шишарки необично распоредени на врвовите на ластарите со црвена пролетна боја. Шишарките се појавуваат дури и на младите растенија. Плодовите се многубројни шишарки во пролет силно црвени кои висат надолу. Игличките се тенки и темно-зелени. Бавно расте со неправилна форма, во зрелата возраст ова растение е мало дрвце, но кон своите 30 години достигнува висина од 4 метри. Добро расте на дренирани и плодни почви. За време на летната суша предпочита обилно поливање. Издржливо е на мраз. Многу декоративна во пролет на сметка на црвените шишарки и младите ластари со прекрасната зелена боја. Пицеа глаука коника. Елка со конусовидна форма со максимална висина 3 до 4 метри и диаметар на круната од 2 метра. Содржи и густа круна. Пицеа глаука коника е мек четинар со светло-зелена боја. Годишниот раст во висина е 6 до 10 см, а во ширина 3 до 5 см. Лошо поднесува набиени и премногу влажни почви. Светлолюбива поднесува полусенка. Добро расте на сончеви места. Чувствителна е на суша и поднесува мраз. Густината на расадот во редот треба да биде на 0,5 до 0,6 метри. Да се посадат на сончеви места само во случај на возможност на дополнително полевање. Не се препорачува садење во места со многу сув воздух и почви каде што ветерот брзо ја суши почвата. Потребна е заштита од ветер и следува покривање од зимските сончеви зраци. Многу е декоративна благодарение на правилната конусна форма. Пицеа оморика нана.
Не многу големо дрво со густа круна со широко конусна форма. Висина достигнува до 4 до 4,5 метри, ширина до 3 метри. Круната е тенка и конусна. Неговите плодови се шишарки, кафенкасти со должина од 3 до 6 сантиметри. Четинарот е од горната страна темнозелен, сјаен, а од долната страна белоплавкаст. Расте брзо, годишниот прираст е со висина од околу 35 см, а во ширина 15 см. Не бара многу плодна почва, но не поднесува многу збиени почви. Светлолюбива, но поднесува сенка. Не поднесува застој на водата во почвата и поднесува мраз. При садењето неопходно е да се направи добра дренажа. Во сушно време неопходно е дополнително поливање и прскање на круната во вечерните часови. Во првите години после посадувањето неопходно е да се засанат во пролет. Ако се користи за жива ограда, се дозволува кроење. Декоративен квалитет е правилна симетрична форма на круната, двоцветен четинар со темно-зелена боја од озгора и белоплавкаста боја на четинарот од долната страна. Пицеабиес олендорфии. Содржи шишарки, првен јако црвени, а потоа темно црвени. Четинарот е иглест со остри иглички, со зелена и сјајна боја, со должина од 1 до 2 см. Расте споро. Прирастот во висина е 5 см, а во ширина 5 до 7 см. Предпочита умерено суви почви со кисела реакција и поднесува сенка. Влага, не поднесува застој на водата, солена и сува почва. Многу е издржлива на мраз. Се кројат за да се оформат или за да се отстранат старите и сушени гранки. Многу е декоративна, се препорачува и како самостојна да се посади и во група со други растенија, а дури и во сакси може да се сади за на балкони. Пицеа луци мачала. Големината е околу 1 метар ширина и 30 до 50 см висина. Круната е расширена и малку подзаокруглена, ластарите се хоризонтално расширени, а во центарот малку подподигнати. Игличките се со должина 10 до 15 мм, многу остри, со ширина 0,8 мм, со темно-зелена боја, а од оздола сребрени. Годишниот прираст изнесува 10 см и бара плодна почва. Поднесува сенка, бара влажни почви, но не поднесува превлажнување. Издржлива е на мраз. Се препорачува садење на сончеви места со дренажа, плодна и влажна почва. Добро поднесува кроење. Кога е посува времето, потребно е во вечерните часови да се прска со вода круната. Кога е младо растението во пролет, треба да му се овозможи сенка. Декоративен квалитет и е интересната форма на круната. Пицеа пингенс фат Албертс. За 10 години достигнува висина 4,5 метри и ширина 3,5 метри. Круната е широко конусна со силни, густо распоредени гранки. Плодовите се шишарки кои во младоста се со зелена боја, а подоцна стануваат светло кафеави. Представува цврст и иглест четинар со сина боја. Расте бавно, бара плодна почва и сака светло. Не поднесува премногу влага. Издржлива на суша, но на умерено влажни почви подобро се развива. Има висока издржливост на мраз. Се препорачува садење на светли места од претходно подготвена плодна и ренирана почва. Во сушниот период од годината во вечерните часови е неопходно да се прска круната со вода. Добро се развива откако ќе се потхрани. Декоративно е во секоја сезона од годината благодарение на сината боја на четинарот. Идеално новогодишно дрво. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.
дизајн, изведува современи идејни решенија и нивна презентација во 3D, одгледува украсни билки, хортикултурно проектира, изведува и одржува приватни и јавни зелени површини, поставува системи за наводнување, мануелни и автоматски, уредува и одржува канцелариски простории. Расадникот се наоѓа на патот кон селото Бардовци. Алојс фонтани. Изработка на надворешни и внатрешни фонтани од природен камен и останати материјали. Изведба на водопади, реки и пондови. Изработка на алпинуми. Уредување на градини и останати зелени површини. Алојс фонтани. Македонска авангарда од 1991 година. Банеста, генерален застапник на Палаплас, Грција, со најголем избор на делови за системи за наводнување капка по капка од програмите на реномираните брендови Рейнбирд, Хунтер, Галкон и други. Телефон 070 230 987. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. А сега да ги чуеме предностите во однос на перформансите на двотакните моторни пили. Mix моторот е двотактен мотор на кој се направени измени и иновации кои пред се придонесуваат за намалена потрошувачка на гориво до 20% и намалена емисија на издувни гасови до 70%, споредено со стандарден двотактен мотор со иста моќност. Благодарение на овие придобивки, 2Mix моторите исполнуваат Euro 2 стандард за емисија на издувни гасови, а со оглед на високата цена на бензините, штедат и пари. Штиловите 2Mix мотори се разликуваат од останатите двотактни мотори во тоа што имаат два влезови за воздух во цилиндерот за согорување. Од едниот се внесува смеса од воздух и гориво со кои се извршува согорувањето, а од другиот чист воздух од атмосферата кој служи за воздушно испирање на цилиндерот од согорените издувни гасови. На овој начин, согорените материи се изфрлаат од цилиндерот за согорување со чист воздух, а не со смеса од несогорено гориво и воздух. Па затоа, штиловите 2Mix мотори не изфрлаат несогорено гориво во атмосферата. Други позитивни карактеристики на 2Mix моторите, покрај намалената потрошувачка и намалената емисија на издувни гасови, се висок вртежен момент при различен број на вртежи, голема моќност во однос на масата, пријателски се расположени кон околината, компатибилни се со најстрогите ЕУ стандарди за загадување.
2MX моторите веќе стандардно се вградуваат во моторните пили, моторните коси, секачи за асфалт и бетон, моторни ножици за жива ограда, моторни дувалки за лисија, практично во сите штил апарати. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. Се прашувам како да почнам. Ке почнам нормално. Треба да ги пријавите вашите градини во нашата емисија во учество за најубава градина во серијалот Гарден Клуб Градини, а за тоа што ќе добијат најубавите 3 градини ќе гледате во следната емисија. Емисијата Гарден Клуб Градини објавува надпревар најубава градина 2012. Сите заинтересирани сопственици на градини можат да се пријавуваат на телефоните 070-679-070 и 072-303-576. Пријавените кандидати ќе бидат посетени од нашата екипа, при што ќе бидат интервјуирани и ќе бидат снимени нивните градини. На крајот на сезоната, во месец октомври, ќе бидат одбрани 3 најдобри градини од страна на стручно жири. За најдобрите ќе следат и богати награди. Пријавете се за најубава градина 2012. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. Градинарскиот центар Хорти Дизајн одлучи најубавите 3 градини да ги награди со вредносни бонови, односно трето пласираната градина ќе добие вредносен бон од 2000 денари, второ пласираната награда ќе добие вредносен бон од 3000 денари и нормално најубавата градина, односно градината што ќе победи во нашиот серијал, ќе добие вредносен бон од 5000 денари. Сопствениците на градините ќе дојдат тука во Хорти Дизајн и ќе можат да си одберат растенија во вредност на боновите кои ќе ги добијат како награда за учество во серијалот Гарден Клуб Градини, односно изборот за најубава градина. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. Почитувани гледачи, ние се наоѓаме во ексклузивниот салон на Нимет, кој е генерален застапник на Штил, светски познат бренд за моторни алати, кој реши второ и трето наградените градини во нашиот серијал да ги награди со овие прекрасни аксесориси за употреба во градините. А сега да видиме што ќе добие најубавата градина во серијалот Гарден Клуб Градини. Се работи за една практична алатка од моделите на Штил, поточно електричната ножица за жива ограда Штил HSE 61. Покрај моторни апарати, Штил во својата програма има цел асортиман апарати кои се погонувани со електрични мотори. Голема предност на електричните апарати е тоа што се потивки, имаат помалку вибрации, не користат гориво, а машините се поедноставни за управување. Штиловите електрични апарати, како и моторните, се висококвалитетни машини, во зависност од моделот, наменети се за напредни домашни корисници или за професионалци. Електричната ножица за жива ограда HSE 61 има моќен мотор од 500 вати, тежи само 4,1 кг, а е многу тивка. Ножот е долг 50 см и има голем проред меѓу забите, 29 мм, со чија помош лесно ги одсекува гранките. Удобна е за работа, рачката е вртлива и може да се намести во 5 различни работни позиции. Вибрациите се на најниско ниво, а тежината е целосно избалансирана во двете раце, па така овој модел воопшто не е заморен за работа.
Голема предност на овој апарат е тоа што може да се користи на места каде што бучавата е строго забранета, како болници, училишта, ресторани, хотели и така натаму. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Следува нашиот прилог стилови, предлози и идеи. На истиот начин на кој постојната градина сте ставиле на хартија, сега треба своето ново обликување да го пренесете од хартијата во градинарскиот простор. Најчесто проблемите со обликувањето на градината се јавуваат во фазата на мерење и на означување на планот што сте го направиле на хартија. Честопати се покажува дека сте го прецениле просторот или погрешно сте ги одредиле најнеопходните насоки на патеките. Тоа можете да го забележите ако стоите на предвидена соодветна точка и ја замислите гледката што сте ја планирале. За пренесувањето на планот на терен може да се послужите со што ќе ви дојде при рака, за да се означат клучните елементи на обликувањето. Тоа честопати е тешко, бидејќи морате да работите околу елементи што подоцна имате намера да ги отстраните, но ваквиот начин можеби ќе ве доведе до заклучокот дека некои од тие елементи се доволно вредни, сепак да ги задржите во градината. Стаповите, колците, гумените црева за вода, јажињата, садовите, картонските кутии и канти може да се искористат за представување на елементите како патеките, порабите на леите, скалите, украсните дрвја, базените или грмушките поставени до рабовите на терасите. Наједноставните показатели, како што се дрвените колци поставени на тревник, јасно ќе ја потврдат или ќе ја отфрлат вашата намера на тоа место да засадите дрво со широка круна. Кога е можно, помагалата треба да се остават во просторот и да се набљудува неколку дена каков впечаток оставаат и тоа во разни периоди од денот. Ако јажињата и колците што ги означуваат рабовите на леите се несоодветни подолго да стојат во просторот, насоките можете да ги означите со песок или со спреј. Фотографирањето на градината со нејзините помагала може да има непроценлива важност за поставувањето или за отстранувањето на одделни елементи. Вакви важни одлуки не треба да се донесуваат на брзина. Обезбедете си доволно време за размислување и премислување. Во ваков случај, колебањето не е слабост, туку предност, бидејќи слепото придружување кон еднаш направениот план често не е најумно решение. Можностите што се дадени во овој момент нема да се дадат повторно, а промените многу полесно се изведуваат на хартија отколку во простор. За да се согласи спроведен новиот дизајн на просторот, внимателно треба да се направи план за работа. Кога се уредува градина, има многу елементи и работи што треба да се спроведуваат според логичен распоред, за да течат сите тие работи мазно, а пречките да се сведат на најмала можна мера. Основната одлука се однесува на тоа дали работите во градината ќе се одвиваат како еднократна операција или во неколку неделни, месечни или годишни фази. Секогаш настојувајте
уредувањето на крутите површини во градината да се направи одеднаш, за да не се повторат непријатностите со правот, бучавата и слично. Временското согласување на работите исто така е важно, бидејќи за градежните работи најсоодветно време е летото или есента, па така еден период од есента, зимата или пролетта ќе послужи за садење, сеење или уредување на тревниците. Често се случува поради финансиски проблеми, времето што го имате на располагање или за задржување на одредена корисна површина. При уредувањето на градината мора да се прави малку по малку. Затоа треба да направите стратегија и план на работите. По одредено време, посакуваниот изглед на градината нема да соодветствува со моментната состојба, која може да изгледа многу чудно, нешто како смеса од постојаните елементи, од оние што се таму привремено и од новопоставените растенија и конструкции. Таквиот хибрид бара комплицирано планирање, кое треба да овозможи постепен и мирен преод кон новото обликување. За да се олесни серијата промени во фази, најнапред треба да се означат со картички со разни бои растенијата и материјалите што остануваат во градината, потоа се она што ќе отстраните од неа, она што останува привремено и она што треба веднаш да се отстрани. Но, иако е донесена одлуката, мудро е да се остави уште малку време за размислување и за повторна процена, за да се одбегнат подоцна хаосот и непоправливите грешки. Кога ќе се процени обемот на работите, тогаш се утврдува колкава помош е потребна за спроведување на планот на дело. Може да се покаже дека во некој рок сами можете да ги направите сите планирани измени или дека ќе ви биде потребна помош при изведбата на некои работи, например изградба на планирана конструкција или уривање на пораснато дрво. Втор начин е да се препушти работата на професионалци и да се склучи договор со специјализирана фирма за уредување на целата градина. Во овој случај, важно е точно да се одреди што треба да се направи и да се бара детална пресметка за трошоците. Се разбира, пожелна е и проверка на угледот на фирмата или лична препорака од пријател или познајник. Совет од професионалци може да се бара и за процена на состојбата на дрвјата, ѕидовите и градинарските градби. Кога ќе се потврди нивната добра или лоша состојба, можете да преземете соодветни мерки. Дури и ако врз некои елементи не влијаат работите што се во тек, навремено испитајте ја нивната состојба. Повторното повикување стручњаци за дрвја или градежници, откако работите завршиле, обично предизвикува повеќе штета отколку корист. Хорти Дизајн изведува современи идејни решенија и нивна презентација во 3D, одгледува украсни билки, Хорти културно проектира, изведува и одржува приватни и јавни зелени површини, поставува системи за наводнување, мануелни и автоматски, уредува и одржува канцелариски простории. Расадникот се наоѓа на патот кон селото Бардовци.
Конечно гламур. Ново отворен ресторан специализиран само за свадби. Капацитетот 340 гости. Уствари, ресторанот толку е добар, што човек да посака да се ожени повтор пат со истиот избор. Да се разбереме, ресторан Гламур на улица Првомајска спроти цементарница Усија. Ресторан Гламур, свадбен ресторан. Банеста, генерален застапник на Палаплас Грција, со најголем избор на делови за системи за наводнување капка по капка од програмите на реномираните брендови Рейнбирд, Хунтер, Галкон и други. Телефон 070 230 987. Алојс фонтани. Изработка на надворешни и внатрешни фонтани од природен камен и останати материјали. Изведба на водопади, реки и пондови, изработка на алпинуми, уредување на градини и останати зелени површини. Алојс фонтани, македонска авангарда од 1991 година. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Се надеваме дека го задржавме вашето внимание со нашите рубрики. Гледајте не и следниот пат на телевизија Телма во 12:30 часот во сабота.